Прекрасната Преспа, отворено 24 во финалната епизода за оваа сезона на Отворено, во местото каде пред 10 дена се одржа продолжението на македонско-грчката дружба веднаш по подписот на историскиот договор. Овде во Лейквју, во ресторанот, каде Заев, Ципрас, Димитров и Кодзијас ручаа со своите европски пријатели, испишувајќи нова историја. Може ли Преспа во светло на овој договор да испише нова историја за собствената промоција, како нова туристичка дестинација не само за грците по најавеното отворање на новиот граничен премин Маркова нога, туку да се отвори за сите влюбеници во недопрената природа, така податлива да промовира алтернативен и немасовен туризам од секаков карактер, медицински, рурален, еколошки. Мои гости вечерва во Лейквју, представникот на туристичката комора Никола Трпеновски. Добар ден за вас. Добар ден. Директорот на Агенцијата за туризам Љупчо Јаневски. Добар ден. Домаќинката во Лейквју Лиле Нечовска. Добар ден и за вас. Добар ден. И Шпатин Бекири од Претор, кој што исто така има една прекрасна плажа и објект во овој дел на Преспа. Нечовска ќе започнам со вас, како наш гостин домаќин, да речам, овде во Преспа. За прв пат бевте домаќини на гости од ваков калибар пред кратко време. Како би го опишале накусо тоа искуство? Накратко, многу стресно. Мислам дека се беше во најдобар ред. Мислам дека сите гости беа задоволни. Поради, мислам, заради безбедности причини, имавме многу кратко време за да бидеме припремени, да се спремиме за дочекот, меѓутоа се заврше во најдобро... Практично имавте само 2 дена да дочекате една бројна делегација, така? Да, би се рекло дека и најврвни хотели и објекти би му требало многу повеќе време да се спремат, меѓутоа те успеевме со помош и на општината малку и на други организации да се спремиме и пристојно да ги дочекаме гостите. Промовиравте ли во целиот тој настан и во менито она што се вели македонска кујна, тоа што утре би требало да се нуди на сите добронамерници тука? Наравно. Тоа беше целта, да се промовира нашите домашни специјалитети. Имавме печиво, имавме ѓомлезе, рибња чорба, имавме други специјалитети, што се типични за регионов. Си заминаа задоволни гостите? Мислам дека сите беа задоволни, да. Добро. Јаневски, Преспа како да не остане запаметена само по оваа несекојдневна случка која навистина беше добра, но Преспа мора да продолжи да живее и во останатите 365 дена од годината. Точно, Преспа треба да биде дестинација за 4 сезони. Би кажал дека ние треба да се потрудиме Преспа да ја разбудиме, односно да не биде веќе заспана убавица, туку да биде убавица која што ќе ги покаже своите убавини на секаде во светот. Тоа е Преспа. Ако ја памтиме по едно нешто и велиме дека имавме на сите медиуми, зошто тоа да не продолжи во туристички аспект? Би сакал да кажам дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот активно работи на промовирање на Македонија како туристичка дестинација. Со поразличен пристап него од порано, веќе повеќе сме присутни на медиумите, а исто така Преспа ги детектираме оние точки со кои што можеме да искочиме на пазарот, односно се она што можеме да го активираме од туристичкиот сектор во Преспа и во овој момент да можеме да го понудиме на Балканот, на регионот, секако Европа и понатаму се надевам на целиот свет. Зацртана е во вашата мапа и во идните активности на агенцијата. Точно, веќе се изработени промотивни материјали за следната година, односно сега веќе се во крајна фаза. Ние активно ја промовираме Преспа во неколку елементи. Би сакал да кажам дека Преспа има идеални услови кога се во прашање верскиот туризам, бидејќи се детектирани и ги има 95 манастири и цркви во токму овој регион, потоа имаме 130 археолошки локалитети, па токму и потенцијалот е тука. Го имаме прекрасниот остров кој што за многу е мистичен, а тоа е она што го сакаат странците и домашните туристи. Би сакал да кажам дека Преспа во овој момент претходно и се надевам дека во иднина има идеални услови за развивање на сите алтернативни форми на туризам. Благодарам за сега. Трпеновски,
вие сте представник на Стопанската комора, но сте и собственик на автокампот Крани, концесионер, да бидам по-прецизен, концесионер. Од вашето досегашно искуство и во Крани, што недостасува тука за да може да заживее подобро овој дол? Да. Се разбира, тоа се многу работи, но да ги лоцираме во кратки изборови прво, па после ќе ги разглобувам. Да, точно така. Како представник на комората сум тука, точно така, но и како веќе 5-годишен корисник на просторот Автокамп Крани или летовалиште Крани на Преспанско езеро. Воедно сум собственик на хотел Капри во Битола, така да искуството во делот на туристичкото работење и гостителско работење е од еден регионален карактер и тука темите се доста широки со кои што ние треба да зборуваме на проблематиките на овој регион. Клучните проблематики на овој простор се како да овозможиме 12-месечно работење на туристичките и гостителските објекти, затоа што генерално факт е дека овој простор функционира од сезонски карактер, а тоа не е оправдано, затоа што ние не можеме да му понудиме на вработените и на потенцијалните идни гости, а мораме да му понудиме целогодишно работење. Следен голем проблем е границата, кој што се надаваме сега со овој момент дека ќе се отвори и ќе се задвижи протокот на туристи, али тоа е еден поттик и силна можност до државата и до сите институции како да го помогнат овој простор со и инвестиции, али и силни субвенции и стимулации со кои што ќе ги поттикнат туристичките работници и новите инвеститори да овде вложуваат и да го развиваат овој простор. Благодарам. Бекири, вие сте еден од тие што инвестирали исто така тука. Какво е вашето искуство од поглед на тоа што колку државата успева да наметне нови стандарди, нови критериуми, да помогне во наоѓањето на туристи, бидејќи тоа не секогаш е работа само на собствениците на хотелите и угостителските објекти? Да, па ние одлично си соработуваме со општината, повеќе со општината, ни се наоѓаат на пресед, значи на проблемите, комунални проблеми, инфраструктурни тие. Значи сега имавме еден нафат од општина, значи водоводната мрежа е смената со нова во Претор. Меѓутоа имаме доста проблеми. Проблемите стално постоеле и пак постојат. Најголем проблем во Претор нас ни е смештајот. Значи се си беа тие стари си беа сместувања од бившата Југославија, значи. И имаме некои захвати сега со нови сместувачки капацитети, се градат нови, некои се реновираат, се прат. Меѓутоа тоа е малку за летниот период, не ни достасува. И значи тој е најголем проблем. И мислите дека треба да се работи на повеќе сместувачки капацитети? На повеќе сместувачки капацитети, тоа ни фали, значи имаме гости што идат барат летово, а немаме кај да ги сместиме. Имаме нешто, тоа е малку, значи, мало. Имаме да населба, малку сме подалечени од градот, значи и колку толку градот помага во сместувањето за приватен смештај. И сместувањето ни е најголем проблем. Иначе туристи веќе имаме истите, од искуство. Кои туристи најмногу доаѓаат? Еве ако може да ги лоцираме географски значи, или да, дневни туристи, повеќе имаме дневни туристи, најповеќе од Битола, значи тој е најблизо град и Ресен. И од Прилеп имаме така, значи минувачи имаме туристи, дневни туристи, особено викендиве, тие се во најголем број така. Имаме и странски туристи, печалбари, значи од Преспа најповеќе што идат летово, што имат куќи овде, најповеќе ни се тие редовни. И странци имаме, меѓутоа тоа е малку, странски туристи имаме малку. Да, тоа е веројатно на што треба да се работи во иднина. Тука би сакал да го погледнеме прилогот на Адријана Митовска, која направи една репортажа во Преспа и ги лоцираше клучните пунктови веројатно на кои што во иднина треба да се посветат и властите, како општинските, така и државните. Да го погледнеме прилогот. И се би било идеално ако во ова совршенство од природа се слушаат гласови, весели луѓе, туристи, но и домакини, како во времето кога немаше место каде да се протнеш, да преноќиш, да седнеш, бидејќи сон на секој македонец и југословен беше да летува во убавата Преспа.
Тој сон одамна сгасна, а со него и Преспа како туристички центар. Разочарано се подсетува Чичко Коста Стојановски од убавото Асамати, кој вели: не можев здив да земам од работа со туристи, а денес и на крајот на јуни единствените 2-3 плажи уште осамено ги чекаат првите гости. Преспа е умрена. Жива беше кој беше комунизмот, мислам, во тој пок. Сега не. Многу сега страдаат луѓето по селата. Немаме некој обезбедење, никој не те прашат шо, како, ово, она. Жалосно е шо вака дојде. Јас сум тој симпатизер со убавината на народот, на селата, на општините, како да речам, јас не знам. Али тоа дојде веќе расипување на општините. А едина беше Преспа, од порано ше вика, едина е Преспа. И немаше никакви помоши овде дадено од општинава да се изгради, да се онемите. Плашите се затворија, ти викам. Дечко од Моралиште имам некво затворија, го продадо. Шо направи како, јас тоа не знам башно, се изразувам дека на тој начин сметаме ние да е така, разбира. Нема ништо. Плажата што е апсолутно е тотално рушена. Имаше плажа овде за тоа време, кој има реума луѓето. Се копа во песокта, сега се копаш во врбата. Осамено е и во Претор, Кранио, Тешево. Освен изворедната природа, бистрата вода, таинственоста на езерото и само еден одлично уреден хотел, се друго нема сјај. Нема сјај ниту некогашниот символ на Преспа, хотелот Европа со години оставен на забот на времето. Па токму тогаш нервозно вели Стојановски, тогаш кога хотелот Европа се затвори, се затворија и нашите надежи дека децата ќе живеат од туризам и ќе останат дома. Европа ги затвори и со ништата за европски живот на сите преспанчани. Пробивајќи се низ густата шума, се уверивме во големото разочарување. Хотелот со највкусна рибина чорба, луди забави и најубав поглед кон езеро, денеска е вистинска рушевина. Срцето на Преспа, центар на Тешево, некогашен сон на секој југословен, гигант во бројот на сместувачки капацитети во Преспанскиот регион. Хотелот Европа денеска е вистинска руина. 13 години по опожарувањето во 2005 година, сликата од овде е страотна. Распаднати ѕидови, покриви, местото е претворено во вистински змиерник. Политичарите ветуваа во секоја предизборна кампања дека овој хотел ќе се реконструира, а туризмот во Преспа ќе заживее, но и ден денеска тоа не се случи. Последните ветувања беа пролетва од сопствениците арапи од компанијата Global Investment, кои што ветија дека до следното лето Преспа ќе добие нов хотел и многу подобар туризам, но и ден денеска на ова место нема никакви градежни активности. Но Рестинскиот градоначалник уверува дека ренесансата на Европа ќе започне од септември, а ветувањата за голем хотел со спа-центри, вили, конгресни сали и луксузни апартмани конечно ќе се остварат. Тогаш ќе се решат и проблемите со недостигот на сместувачките капацитети, оптимист е Гошаревски. Хотелот Европа не е единствениот хотел што нудеше, што беше со толков број на соби, што ги задоволуваше на некој начин потребите на нашата општина. Како што знаете, тоа е проблем, сместувачкиот капацитет во нашата општина. И јас уште во самиот почеток стапив во контакт со представници од фирмата. Најавија дека оваа година ќе почнат со реконструирањето на хотелот, зашто наискрено јас се надевам и оптимистум, бидејќи веќе стапив во контакт со нив, но и со фирми изведувачи кои му даваат понуди на инвеститорот и мислам дека ова есен веќе ќе започне долго најавуваната реконструкција на хотелот. Ќе биде добар чекор, но и потик и за други инвеститори да дојдат тука и да инвестираат во вакви објекти. Маката борбата за корка лепно и носталгијата по некогаш убавиот живот во туристичка Преспа ја делат сите. По пат за Претор го сретнавме Адамовски, ведат од Асамати. Тој како и добри 70% од жителите живее од продажба на јаболка, продава и зеленчук секојдневно со сопругата и децата и вели нема екзистенција. Исто како него размислува и Крстер Истевски од селото Подмочани. Слаб туризам, пошто немаме плажа. Имаме објекти кои се за спиење, али плажа немаме,
Значи камповите што беа од како дете ја што растев, беше друго, сега е нешто друго. И претор е исто изменато како на тоа време и сега. Сегашното. Па не знам што да кажам сега, значи нешто тоа е запустено, што знам јас. Ево вака како што гледате на оваа страна, како џунгла стана. Значи нема, значи треба малце да инвестира тука во Преспа, убава е Преспа, езерото е убаво чисто, само треба малце да се инвестира. Туризмот е сега за сега уште е катастрофален, можете да видите Преспанското езеро на било кој крај, дали на нашиот, мислам на западниот, дали на источниот, е катастрофа. И езерото се од баталено е, да речем. Немат некако, некој напредок сега за сега не гледам. Преспа имат потенцијал, Преспа беше туристичка атракција, али на времето. После распадот на Југославија, после та некаква приватизација, каква таква, дојдовме до нула. И се испусти, немат и претор имавме ние, сигурно дека преку 15.000 туристи, и до 20, сигурно, во моментов претор немат ни, да не претерамаме 100 луѓе. Но имаат надеж дека сега ќе се промени нешто. Бараат што поскоро да се отвори граничниот премин Маркова нога и веруваат дека договорот со Грција ќе ја заживее нивната Преспа. Ова е патот кој води до граничниот премин Маркова нога, кој со години е затворен за проток на луѓе. Жителите на Отешава, Кранија, Самати, Претор и уште многу други села кои што гравитираат во овој појас, велат дека тоа е долгогодишен хендикеп за овој регион, а велат и дека со неговото отворање би се решиле многу проблеми, најголемиот развојот на туризмот во Преспанскиот регион. Ке им ги врати грчките туристи, но и сите други минувачи за да можат да заработуваат како некогаш. Ова граница е ваму затворена, ако се отвори, значи како јас тука бизнисот сега што го терам, и ќе имам перспектива, зашто ќе поминат и од тука и од озгора и значи два патишта имаме влез. Мислам дека ќе имаме. Се надеваме дека ќе имаме. Би сакал да има туристи да влегуваат и од Грција и од секаде, значи да има проток на од секоја земја, да има проток, ќе имаме ќар, дали тој бизнис или јас или другиот или сите. Дека отварањето на Маркова нога ќе донесе нова ера за Ресенчани, уверен е и градоначалникот Живко Гошаревски. Тој уверува дека општината нема да стагнира во намерите да ја воскресне Преспа и да овозможи добар живот за жителите. Најавува развој и на алтернативниот и здравствениот туризам. Па не само грчките туристи, тука кога зборувам за отворање на граничниот премин, мислам и на комуникација, на трговија, на економски аспект, значи поврзување едно меѓу населението што живее во предсе на нашата општина, зашто не и пошироко. Во секој поглед, и во економски, и во социјален, и во секој поглед. Имаме одлични села кои може да нудат алтернативен туризам, како што се Брајчино, Љубојно, тие се прекрасни села и тука ние како локална заедница ќе ги потикнеме, значи, граѓаните да створат услови и со цел што повеќе, значи, туристи да ја посетат нашата општина. И помладите ресенчани се согласуваат дека Преспа има потенцијал да стане атракција, но велат потребни се инвеститори. Иако за Ресен велат дека е одлично место за живење, ја делат маката со повозрасните дека нема екзистенција. Ако не се булките, тешко да се заработи добро со друга работа. Имат повеќе кафиче и отколку луѓе што имат во Ресен. Зошто се заменуваат луѓето? Нема што се пред. Нема што пред младите во градот, и ради тоа се заменуваат. Во Граче нема од Ресен. Како е екзистенција? Добро е. Што се екзистират? Јаболка, тоа е. А што мислите, Преспа има ли потенцијал повторно да го развие туризмот? Како не? Само треба некој што е за инвестирање. Државата од Ресен по во Граче нема. А дали ако се отвори граничниот премин Маркова нога повторно ќе се вратат грчките туристи на езеро? Зошто не?
Можда. Тие се враќаат во охритодата, ма во ресен малце треба да се среди. Да се најде некој да се да среди да оваки шуќода до охритода треба да се. Исто е. А што треба да се плажи? Плажи, хотели имаме така затворени, тие да се реновира, да се средат, да се отворат. Значи Европа го имавме овде кога тоа беше Југославија беше многу убаво. Сега е така распаднато све. Имат единство меѓу луѓето, братски се живеат. Нема нешто силеџиско, мислам, некој некого да го нападне било како. А екзистенција, од што екзистирате? Ние сме пензионери, земаме пензија. Младите? Младите, кои имат работа, кои немат. Тие што немат, заменуваат, ја напуштуваат земјата. Тие што имат, остануваат. Дали на вистина убавата живописна Преспа ќе ја доживее заслужената ренесанса ќе покаже времето, а до тогаш во исчекување на резултати, преспанчани носталгично ќе се подсетуваат на убавите денови од некои минати времиња, со надеж дека кога тогаш тие пак ќе се вратат. Повторно сме тука на студиото под Отворено во Лейквиу во Преспа. Нечовска, овој објект тука каде што се наоѓаме практично вие инвестиравте во него како повратници од странство. Точно. Дали е ова еден од моделите кои што може да се примени како би се привлекле повеќе странски инвеститори, би влегле повеќе пари, парите секогаш носат резултати? Наравно, јас мислам дека сме прв пример, можда не е едина или прв пример, меѓутоа сме пример и би требало да се прати тој пример, затоа што има многу наши во странство, во диаспората, особено од овој регион тука, кои би сакале да се вратат и да инвестираат, меѓутоа постојат проблеми и што ги обесхрабрува. Мислам дека нашиот успех ќе биде успех и на општината и на Македонија. Кои се тие проблеми заради кои што се обесхрабрени? Еве, со кои проблеми вие се соочивте како би ги избегнале во иднина? Точно, најпрви информации, достап до информации, за да се бирократија. Мислам дека и тоа е еден од големите проблеми. Воопшто треба да се решат имотно-правните односи, урбанизацијата на целиот регион. И мислам дека ако тоа би се решило, ќе има и други примери како нас. Трпеновски, како туристичка комора, претпоставам дека и вие ги лоцирате тие слични проблеми во однос на функционирањето. Да, за жал Преспа од сите тие стратегии што се работат на ниво на Република Македонија е на најзапоставена точка. Или е тоа жално за една ваква дестинација? Тоа е страшно, не да е жално, тоа е страшно. Значи ова природа што ја има Преспата, ја нема ни една дестинација на ниво на Република Македонија. А потенцијалите се одлично големи. Сега ќе ви објаснам зошто. Значи имаме локација која што се најдува на тромеѓе меѓу Македонија, Албанија и Бугарија и Грција. Значи тоа се ретки такви дестинации. Имаме дестинација која што во минатото 80-тите години беше топ дестинација. Овде имаше туристи, овде имаше посетеност, овде имаше објекти. Овде вриеше од народ. Во права смисла на зборот. Сето тоа ради повеќе ситуации сега падна. И сега имаме ситуација како тоа да покушаме да го вратиме во одреден степен назад. Сериозна е ситуацијата да мора овој простор добро да се постави со планска документација и да се направи развој градежна по однос на документација. Али кој е проблемот сега? Ние имаме брегова линија која што е карактеристично висока, каде што ние особено во делот на Крани тоа го осеќаме, значи сега ќе ви дам еден пример. Бреговата линија на Крани со бреговата линија сега е со 500 метри поместена. Значи водата е со 500 метри поместена. Сега имајте вие во преди како ќе се направи таму некаква документација и план за развој градба, кога имате висока брегова линија, не соодветствува со реалноста. Значи ние не можеме и тука имаме проблем. Значи планската документација која што треба да се изработи. Таа веројатно треба да се работи врз основа на некои планови и предвидувања за тоа што понатаму се случува. Еве со Јаневски го отворивме муабетот. Постои стратегија која што стратегија е преголем збор ми се чини за тој документ што го видовме. Точно. Без план за реализација, без пари, без
тајминзи, без буџети. Без акционен план, Тогаш како кој тоа треба да го сработи. Тоа е мртво слово на хартија, како велам. Баш така, односно една теорија која што треба да се стави во пракса. Добро, Ако еве вие сте сега на една функција од каде што веројатно треба да се обидете да го избуткате, како што подочиме, да кажеме и секако владата дека треба одредени мерки, но секако и стимулации да направи кога е во прашање туристичкиот сектор, воопшто во Македонија, повеќе во преспанскиот дел. Говоревме, колегата кажа дека 80-тите години беа златни години за Преспа. Би кажал зошто да не бидат и наредните 10 години. Но токму тоа ни е потребно. Како да се движиме и што да направиме? Ни е потребна стратегија која што ќе биде применлива. Кога говориме, ние говориме многу пати за стратегии, а ги занемеруваме старите. Бидејќи старите не знаеме колку се имплементирани и каков ефект дали. Едноставно почнуваме дека тоа хартија која што се натрупува. Едноставно тоа треба да условите се менуваат. И географски, и еколошки, и секако. Допред недела и две имавме едни услови, сега имаме некои други услови. Треба многу брзо да земеме замајаци да се фатиме со тековите. Ако велиме дека општините кои што ни се гранични можат да работат со меѓугранични проекти, дека можат да генерираат пари од другата страна, да не забораваме дека на 500 или 1000 метри имаме земја од Европска унија. Тоа ние треба да го искористиме затоа што треба да ни биде земја партнер за нивните практики, но и одредените европски фондови да дојдат во Преспа. Токму тоа е првото. Но што треба да направиме за тоа? Да градиме капацитети на луѓе кои што се тоа ќе го направат и ќе го имплементираат. Ако тоа го немаме, човечките ресурси, тогаш што треба да направиме? Или да почнеме да ги градиме, а треба да ги градиме, за да стигнеме за некои 10 до 15 години до нивото и нешто повеќе од тоа што било Преспа во 80-тите години. Ако велиме дека колегата кажа дека немаме капацитети со кои што ќе ги примеме луѓето, а луѓето ги имаме, пред се домашни, како тогаш ние да досубвенционираме и да донесеме странски туристи? Истото е тоа она што се јавува во овој момент. На разговор, ако не ви сметам, јас мислам дека тука треба да се постави дополнителна државна стратегија. Значи, Преспанската крајбрежје буквално треба да прерасни во целосно субвенционирана туристичко-индустријска зона. Која ќе речете целосно субвенционирана, од кого субвенционирана? Па како што државата ги субвенционира индустријските зони? Најмалце еднаков и дури поголем третман треба да добие. Постојат туристичко развојни зони во законот, постојат како тие се детерминирани, претпоставувам и Преспа е влезена, но тоа не функционира. Да, има разлика на тие третмани. Затоа што на овој третман што е тука недостасуваат многу сегменти. Значи, недостасува инфраструктура, недостасува човечка проблематика, недостасува планска документација, недостасува стимулација на градба. И сето тоа треба да се постави во една добра стратегија, ама не само како стратегија, туку примарна потенцирано од државните институции каде што ќе се направи силен поттик на овој простор. Од сите сфери. Имајќи во предвид кога зборуваме за тоа субвенционирање, значи субвенционирање финансиска страна треба да се субвенционира. Имаме субвенционирање на делот на трошоците. Имаме субвенционирање во делот на ДДВ-то. Значи, може да се направи на овој дел исклучок во делот на помош кон ДДВ-то да не биде со 18% угостителското работење, да биде со 15%. Значи, треба да се побарат форми како овие сите работници што работат на овој ден ќе се стимулираат да инвестираат, затоа што ќе имаат свој бенефит. Добро, но ми се чини дека сите сектори... Тука, се извинувам, ја би се надоврзал, би кажал дека токму субвенциите кои што ние ги даваме за странските туроператори, треба да направиме нов модел за субвенционирање кој што ќе биде повеќе кон туристичките работници во земјата. Односно, тоа што треба да ги стимулира туроператорите од светот да вложуваат во Македонија. Да не ни одат парите надвор, туку истите да бидат вратени назад. Па да можеме да субвенционираме во сезона, надвор од сезона. Да можеме да ги плаќаме субвенциите по звездички. Кога ќе ги плаќаме по звездички, веќе ќе имаме пореален сегмент. Можеби ќе дадеме субвенции многу повеќе во руралните делови. Секако треба да имаме една категоризација на објектите, не само во Ресен, туку и во сите други општини, да знаеме со што располагаме, на која страна треба да фатиме и каде треба да отидеме. Тие се основните работи кои што треба да ги прецизираме. Постои кај вас во агенцијата еден список на објекти, куќи, живеелишта, сето она што би можело да биде искористено како туристички потенцијал еве во Преспа. Ние располагаме со тој сегмент, тоа го работи Министерството за економија, делот секторот за туризам, но секако дека ги имаме тие податоци и со секого ќе ги споделиме, а исто така одредени делови веќе се во нацрт стратегијата ставени на државно ниво кога е во прашање туризмот, која што според мене треба исто така да се доработи, но тоа можеби во некоја друга прилика ќе говорим. Нечовска Бекири, како инвеститори еве во
Каде би ја очекувале таа помош од државата? Ги спомнавме субвенциите, спомнавме намалување на ДДВ. Тоа е, верувајте ми, мислам дека нема гранка во Македонија што не бара намалување на ДДВ за својот бизнис, затоа што секоја се смета многу значајна за својот сегмент. Тие се веројатно значајни, но претпоставувам дека државата тешко може да излезе во пресред за таков тип на проекти. Еве, што би за вас било помош за да можете да работите функционално? Мислам дека исто јас би се сложила со сите, се сложувам со сите овие досега што беше кажано. Во прилог би додала дека исто и придонесите за работниците. Мислам и тоа е еден голем дел од трошоците на еден објект, еден помал објект, за како би можеле и мислам да имаме вработени 12 месеци, меѓутоа сепак да имаме некој вид на субвенционирано На овој начин практично и туристичките работници што се вработени кај вас не се мотивирани да бидат тука постојано вработени, туку бегаат и си го бараат чарето на друго место. Точно, затоа што ако работиме сезонски, тие не се мотивирани да останат и да работат тука. Меѓутоа, ако им нудиме 12 месеци работно време, ние мораме да ги плаќаме сите придонеси, значи тука има еден голем недостаток. Да. Бекири? Кој што рече колешкава, истите проблеми ги имаме ние. Значи, работната сила го немаме, значи вработените, затоа ги работаме, значи 12 месеци, за да ги задржуваме, имаме голем проблем со вработените. Значи тие се голем товар за нас во зимскиот период, кај што сме слаби со работа. Преспа е слабо населено место, значи нема работници, младиве бегат многу во странство сега и малку ни е тешка ситуација. Во летниот период ни требаат повеќе и тој не е голем проблем. Денески кога ќе ги чуеме вака проблемите, значи како до 12 месечен туризам во еден ваков предел кој што е навистина прекрасен, но не може да ги прими или нема, како што рековте, ни човечки, ни туристички потенцијал да ги прими гостите во 12 месеци. Има можности. Има потенцијал, но во моментов нема таква инфраструктура. Има можности. На некои 30 до 40 километри од тука ни е Охридското езеро, каде што имаме околу 70% од вкупниот број на ноќевања во текот на годината во Македонија. Што значи би кажал дека Скопскиот и Охридскиот регион генерираат 70% од вкупниот број на туризам во Македонија. На сите останати остануваат 30%. Но се повеќе и повеќе можеме да видиме еднодневни тури од Охрид, како ја посетуваат Преспа и како ја посетуваат големиот град како остров, како ја посетуваат и се насладуваат со се она што може Преспа да го. Мислите тука и на рурален туризам? Се комплетно, значи на рурален туризам, bird watching, тука имаме алтернативни форми на туризам, велосипедизам, тука имаме планирање национален парк кој што ги спојува овие две дестинации и по мене тие се комплементарни, тие не се конкуренција, тука една со друга се надополнуваат. И сега како тоа да го преточиме од таму, што го имаме во некои одредени моменти како масив, да направиме на диверзификација и тоа да биде во текот на годината. Секако, тоа е еден процес кој што не може да биде утре, кој што не може да биде завутрено, но може би процес кој што треба да дава резултати секоја година, се подобри и подобри. Не само статистички, кога говориме од бројот на туристи, но ние се повеќе и повеќе треба да се бориме во Преспа да ги задржуваме туристите кои што ни се тука за еден ден повеќе. Тоа можеме само да го направиме со атракции кои што треба да ги воведеме на дестинацијата. Ако мене ми беше тешко да дојдам до овој објект единствено само со автомобил, бидејќи немаме автобус како да дадеме до тука, тогаш исто тоа ќе се случи и со сите туристи кои што сакаат да додат токму овде и да ги видат овие убавени. Значи алтернативата ни е во овој момент само со автомобил. Ако немаме добра патна сигнализација, ако немаме добри патокази како да се стигне, тогаш како да очекуваме некој. Тоа е веќе основното на што го зборуваме, а после треба да им понудиме тури на голем град, треба да им понудиме тури на Галичица, па гастрономски тури, велосипедизам, гастрономски и така натаму. Еве нека да ги прашаме тука и домаќините. Тоа е точно, меѓутоа немаме инфраструктура, значи нема пловни објекти со кои би се понудиле такви тури на странците. Добре, зашто вие не инвестирате во дел од пловните објекти? Ние имаме
ние имаме инвестирано и имаме план да инвестираме и понатаму. Ова И треба во да оди други, преку приватни проекти или меѓутоа треба да има повеќе, затоа што не е доволно. Еден пловен објект не е доволно да однесе еден автобус на гости кои сака да го посетат островот. Значи, ќе треба да ангажираме малечки чамчиња, брочиња, што не се регистрирани, значи не им нудат безбедност на гостите, а ние земаме одговорност да им понудиме таква тура. Значи, то не е во ред. Има и други... Да, еве Бекири може да каже. Проблем е тоа за голем остров, значи имаме ние многу гости што не идат, што сака да одат да го посетат голем град, значи островот, единствениот што е во Македонија. Меѓутоа нема пристаништа. Пристаниште треба да има за голем брод да се паркира. Имаме некој еден брод, да речеме, се моментално во претор, таму кај што сме ние, па имаше и друг брод, има и поголеми, помали вака пловидни обрикчиња. Него тие немат кај да се паркират, едноставно за да ги качуваат гостиве, па да ги носат, да ги прошетат до Тешево овде или да ги носат во Коњско. Има едно многу добро село таму, интересно и атрактивно. И во голем град. Значи и во голем град за да се паркират голем брод, нема пристаниште кај да се паркира за. Добро, значи, што подразбирате под голем брод, кога ќе речете голем брод? Колку капацитет? Мислам по-голем пловен. 20 на 30 да, луѓе. 20 на 30 до 50 на гости. Иначе мали чамци имат, со ними е полесно, ама тоа е мало. Добро, па нели е подобро со мали чамци, некако по автентично и по-еколошки изгледа. Трпеновски може да се надоврзаме и на тоа како да го развиваме тој алтернативен туризам тука. Обично, генерално водите подпаѓаат под капетанијата што е во Охрид. Значи овој дел, да речеме, припаѓа кон надлежност на тој дел. Така да потребно е повторно се раќаме на истата проблематика дека некој треба да ја земи преспата под своја рака и да направи целосно планирање на сите ситуации недвосмислено и во делот на овие пловни објекти, затоа што никој не можат индивидуални ситуации на своја рака, тоа индивидуално не направи, но треба да тоа влезе во една организирана ситуација. Ако можеме овде да имаме ние развој на нови капацитети за сместување, тоа што треба да има организиран превоз, организирана тура, организирана рута и сето тоа да влезе во организирани канали. Значи не можеме на индивидуална рака и сега ќе земеме некое мало пловче, па ќе направиме некоја тура и тоа ќе биде туризам. Тоа не е туризам. Значи тоа мора да влезе во организирана во организиран начин на работење. А за да ги донесеме, се извинувам само, за да ги донесеме тие туристи, како што кажува господинот, и тоа е во право целосно, па ние овде мораме да направиме нови содржини, нови капацитети, стандарди за тие туристи. Значи повторно се поврзува со организиран настан како да се изградат нови објекти, а повторно е тоа врзано со таа битна стратегија што треба државата да клаи целосна рака на овој регион. Планска документација. Не може да се направи тоа да биде на волја само на индивидуалци. Не е тоа решение. Добро, јас ги лоцираме проблемите, но да не биде ова дека емисијава ќе биде и ќе помине. Еве што прво вие ќе направите кога ќе се вратите во Скопје и во вашите канцеларии за да ова место заживее така како што треба? Пред се ќе надополниме со промоцијата. Основната работа во која што треба да работиме. Потоа ние овие проблеми ги детектиравме скоро кај сите општини во Република Македонија. Бидејќи и самите општини понекогаш не ги знаат своите капацитети и што се нуди туризмот. На светско ниво нуди многу. Велиме дека секој 10-то вработување во светот е во туризмот. 10% од БДП-то во светот се влива во туризмот. Ние минатата година имавме скок од 17% во туризмот. Оваа година во првиот квартал 25%, што значи дека ние минатата година директен импакт сме имале 17 милиарди денари во буџетот. Би кажал дека тоа е скромно кога ги гледаме можностите кои што ни се во туризмот. Она што треба да го направиме е заедно со општините да ги градиме можностите во туризмот. Тоа е основната работа и токму агенцијата се спушти на најниското ниво и почна да работи со општините. Токму овие емисии, говорењето, обуките, се она предучувањето, се она што можеме да направиме, треба да иницира кај општините планови со кои што они после тоа ќе буџетираат и многу лесно ќе генерираат средства. Но тие треба доволно да бидат насочени кон туристичкиот сектор. Нашите градоначалници треба да бидат толку транспарентни да кажат дека ако луѓето ја плаќаат туристичката такса, која што 80% оди во самата општина, следната година таа ќе биде вложена во овие проекти. А тоа ќе се направи преку ваков акционен план со сите, ова преку коморите, агенцијата,
Министерствата и владата на Република Македонија. Тогаш ќе можеме да ги видиме ефектите. Тие се основните работи од каде што требаме не само ние, туку сите заедно да го градиме туристичкиот сектор. Тоа е мојата визија, тоа е нешто што треба да го предочиме. Велиме ние во агенцијата дека ако ние добро работиме, што сме ние како агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, ако ги немаме туристичките работници и го немаме туристичкиот сектор. Ќе промовираме, ќе дојдат, ќе видат и ќе се отидат еднаш, еднократно. Ние сме тука за многу повеќе години, ние сме тука да ја градиме државата преку туризмот. Како да се искористат овие прекогранични фондови? Ќе се отвораат сега, ако се случи почетокот на преговорите со Европската унија, ќе се отворат низа на можности за финансирање на различни проекти. Имам чувство дека општините недоволно добро ги препознаваат или недоволно добро се носат со тие така наречени европски фондови. Како вие, како некоја спона, тука би можеле да помогнете? Така. Ние можеме чекаме прво да ни соопштат колку средства ќе ни дадат, а после тоа да размислуваме што да правиме со нив. Треба да бидеме подготвени за тоа. Ние веќе треба да имаме одредени проекти кои што треба точно да ни кажат што треба да работиме, бидејќи кога ќе стигнат тие средства, ние само треба да ги понудиме и да видиме во кои ќе бидеме најефектни за да ги генерираме сите средства. Многу пати ни се случува одредените средства и одредените грантови да ги враќаме затоа што немаме конкурентни проекти, проекти кои што ќе дадат ефект, туку само ќе биде фасадирање на некоја состојба и без никаков ефект, без никаков акционен план. Ќе треба да почнеме од градење на човечките капацитети и градење на луѓето во општините за да пишуваат такви проекти да знаат токму што им треба. Да, но сметам Трпеновски дека и бизнис заедницата тука мора да се вклучи во тие проекти. Тие може да бидат од различен карактер, значи не се само еколошки, кои што вакви се и туристички, нели за одредени надморски висини се дозволуваат и градби на туристички капацитети, објекти и така натаму. Претпоставувам дека бизнис заедницата треба да биде заинтересирана за ова ако веќе Европската унија ви дава на тацна пари кои што може да ги користите за тоа. Се разбира со сопствено учество за да си го преземете и ризикот од евентуално неуспешна инвестиција. Пак се враќаме на планската документација. Значи како ќе правиме развој ако немаме планска документација? Поврзана со висока брегова линија, каде што не може па да се работи градба и потенцијален развој. Сега, овде планска документација треба да изработи министерството или општината? Општината. Општината во корелација со соодветното министерство. Така мислам дека тоа. И министерството е вклучено за овој тип на Точно така. Ние на пример во Крани немаме планска документација. Значи тоа го кажувам за тој регион да речеме како ситуација. И како можеме ние да правиме развој ако сакаме да чукнеме наврата и велиме јас сакам тука во овој период простор на земјиште на Република Македонија да купам и да градам. Добро, вие како бизнесеница се обративте во општината и во министерството да им кажете? Да, значи тука имаме земјиште на Рома, немаме планска документација, автоматски. И шо таму? Па тука треба да се изработи планска документација. Кога ќе се изработи планска документација со оградени сите стратегии што се потребни на овој регион, не само за тој регион, простор таму, туку општо за целиот. Тогаш ние ќе речеме добро, имаме градежни парцели, имаме градежен појас, имаме решена инфраструктура, сега сакаме да почнеме со градба. Ние сега сме во ситуација уште да зборуваме на планска документација. А без планска документација ништо не можеме. Истото се случува и со Тешево и целиот овој регион. Значи немаме планска документација, не можеме да градиме, не можеме да користиме фондови. Тогаш не може да се генерираат фондовите. Точно така. Може би токму да биде престои првата дестинација, да кажеме во Македонија, каде што ќе израсне првиот еко-хотел со зелена звездичка. Тоа е еден светски тренд во последните 20 на години кој што генерира по 120 милиони. Каде што не знаете каде да се понуди да се изгради. Точно така. Меѓутоа не може да се добие градежна дозвола затоа што нема планска документација. И тоа е причина што не може да се користат и фондовите. Добро, Бекири, како добивте вие дозвола за градба во Претор? Да, сепак има одредени објекти кои што се изградени. Да, тие дозволи се добиени, значи на времени објекти. Времени објекти, дозволи за времени објекти. Истиот проблем, значи, кој што рекол колегиве мои, постои исто во Претор. Значи, не може да очекуваме некој да гради, да инвестира таму без планска документација, без урбанистички план. Како некој би инвестирал во времени објекти големи пари, ако утре веќе не бидат ваши? Да, како што имаме ние во факт, ова ситуација во инвестирано. Сега, тој не е главниот проблем, значи нема урбанистички план и не тие сместувачки капацитети што ни фалат нас, значи немаме инвеститори затоа што никој не инвестира на туѓо нешто, значи бара документи, документација.
Сега општинава е во текст со Министерството за транспорт, мислам ние бевме еднаш повикани таму. Па се работи на тоа, значи општинава да ги изработи тој план, урбанистички план таму, па за да може некако да се инвестира. Тоа е генераторот. Значи, генераторот за развој е документацијата. Ако имаме добра документација, имаме потенцијал за градба. Ако немаме добра документација, тоа се враќаме на почетна ситуација како што се борат колегите со времени објекти. Тогаш во тој ќе се испланира се што треба да се направи во Преспанскиот регион. Секако да нема би кажал некои ефекти врз екологијата, да се зачува природата, се да биде тоа како што треба, а сепак да имаме одредени капацитети. Тоа го има скоро на секаде и од секаде можеме да генерираме, дури и од регионот можеме искуства да генерираме како тоа треба да се направи. Одржлив развој, како што рековте, дека не треба да се нарушува природата, меѓутоа во исто време треба да се развива и треба населението и општината да заживее. Значи во сите овие години, додека ние сме тука 6 години, Преспа е заборавена. Сите инвестиции, се што се гради Скопје и Охрид. Преспа е едноставно заборавена. Колку за вас како бизнисмени што вложувате тука ќе значи отворањето на граничниот премин со Грција? Доколку тоа се случи, најавите се постојат, меѓутоа се зборува одамна. Сега веројатно сите се надеваат дека со потпишувањето на договорот тоа може да се забрза. Точно така. Ние ќе си можам да Да, слободно. Сигурно е дека тоа ќе генерира потенцијал. Но сега гледате како абсурдот. Имаме зголемен проток на население, туристи и луѓе, а немаме понуда соодветна која што ќе може да му даеме на тие луѓе да може да имат бенефиците ние и да го зголемиме обемот на работа. Зошто? Затоа што претходно ние имаме заостаток со претходните години, затоа што немаме регулирани позиции, статуси, документации и така натаму. Значи сега ова ситуација самата по себе налага, како да речам, експресни решенија од страна на соодветните институции со кои што ќе може максимално да се динамизираат сите процеси со цел да овој цел регион добие целосно привилегиран третман. Да, приклучок да фати со останатите региони. Баш така. Ако другите региони на некој начин државата посветувала поголемо внимание, овде да речеме за остаток карактеристичен. И са во овој момент не може со исто темпо како и другите региони, значи треба силно да се турни работата за да може овој регион да фати приклучок кон сите овие нови трендови што настануваат сега. Во спротивно, Нечовска, Бекири, сметате дека и отворањето на овој граничен премин ќе донесе само, да речам, еднодневни резултати, краткотрајни резултати, бидејќи после првиот наплив на туристи, вториот ќе го нема доколку не се понуди она што треба да се понуди. Нормално, ако не можеме да ги сместиме туристите, како ќе ги задржиме? Тие мора да бидат еднодневни. Мислам, целта не е на еднодневни, сите туристи се добродојдени, меѓутоа целта е да се зголеми бројот на ноќавања. Тоа е основното во туризмот. Односно да им го успориме нивното движење. Кога ќе имаме успорување на движењето, тогаш ќе имаме 2 и повеќе ноќи во Македонија. Воопшто, ако ги гледаме сите статистики генерално во Македонија, просечниот престој ни се намалува. Тоа значи дека луѓето помалку остануваат во дестинацијата. Тоа значи помалку средства, помалку капацитети, помалку искористеност на сегментите во туризмот, но на крајот тоа се ефектира и со помалку средства во буџетот. Че ние треба да се бориме во текот на годините, покрај тоа што треба Преспа да се развива дупло повеќе од останатите делови во Македонија кога е во прашање туризмот, тоа треба да се развива на прав начин, на еколошки, на одржлив туризам, се со цел да биде препознатлива дестинација не само во Македонија, туку во регионот, да се знае што е она што Преспа ќе разликува од останатите и ќе биде доволно конкурентна за луѓето за да се задржат неколку дена во нејзи. Тоа е основата. Она вечно прашање масовен туризам, елитен туризам, еколошки туризам, претпоставувам сега повторно ќе се вратиме на првобитното, но ајде малку да го прескокнеме за да можеме да влеземе во тоа што би било стратегија за овој регион. Овој регион, како што каже господинот од агенцијата, има потенцијал во сите сегменти. Значи, масовниот туризам, самото езеро нуди масовен туризам. Тука немаме дилема по однос на тоа. Културниот туризам, историскиот туризам, археолошкиот туризам. Слободно можам да кажам,
бањски туризам. Значи, овој регион воздушна бања е карактеристичен од години назад. Значи, ние имаме препознатливост на овој регион со 800 метри надморска висина, што има такава болница што си ја исодаваше. Не случајно е тука. Ја имаме Преспата како капацитет и потенцијал на спортски туризам. Значи, местоположба која што на спортистите му нуди одлични услови за подготовки, кои што се карактеристични преку цела година. Имаме наставен туризам, детски туризам, кој што имаме настава во природа, викенд па за дечиња и така натаму. Значи, Преспата ги има сите потенцијали. Ние немаме прашалник дали Преспата има потенцијал. Недвосмислено дека има Преспата потенцијал. Ние се зборуваме како да го, наместо со прва, втора, да го направиме во четврта, петта, да ја клајме Преспа. Тоа е она што треба да направиме и да се сегментираат и да се клајрака целосно, затоа што не можат индивидуални борци да подигнат целата работа. А потенцијалот, јас сум убеден дека го има во сите овие сегменти како што Претпоставувам и медицинскиот туризам тука е дел од тој еден корпус кој што треба да биде во видокругот на властите. А замислете властите. сега, ние имаме тука на располагање одреден број на легла минорно, а треба па да понудиме 10-кратно повеќе. Пример, ако има нова регион. И квантитет, но и квалитет. Да. Значи, ако има Колку 500 легла има во овој регион целиот? Па ево ќе ви кажам, ние имаме негде околу 200 легла. Леки Ние имаме 23 соби со Значи, по 40 на 50 легла, да. И уште нешто индивидуалци така натаму. Да. Во претор има Тоа е многу мало. Да, нека биде малку. 600, 700 Да. легла, ама Не. за овој регион тоа е ништо. Тоа е мало. Помеѓу 1500 и 2000 кревети. Може би рекол така, легла би. Не стига. Дали и толку би можело да Немаме биде? шанси да имаме толку. А кога рековте има зголемување на туризмот во Македонија со 11%, како е во овој регион? Имате ли податоци комплет? Исто, но бројките се доволно мали за да се коментираат. Што би рекол доволно мали. Јас би сакал да говориме со илјадници. Би сакал за 2 до 3 години да се пофалиме дека овде имаме 100-200 илјади нови ноќевања. Тоа ќе се случи во овој момент, во првиот момент, бидејќи инвестициите не може да дојдат преку ноќи сега. Треба да се ангажираат дури и приватното сместување до одредена категоризација и доволно стимулираат. Односно, одредени субвенции кои што треба да се дадат на краток рок, за да можат да се изградат капацитети кога говориме во приватното сместување, доволно да се категоризираат, за после да се отпочне во континуитет исто градење и обновување на хотелските капацитети кои што за жал не би сакал да ги коментирам во овој момент и можеме и да се сними и да се види во каква состојба се. Тоа кога би се вратило во првобитната состојба, мислам дека на тоа би требало да биде почеток за Преспа да одиме нешто понапред. Да, ние бевме во нашата екипа, ги снимаше и тие објекти како големите хотелски што беа останати од поранешна Југославија практично. Тие се во една ужасна состојба, дури некои велат дека прашање е дали воопшто може да се ревитализираат или тоа треба одново да се гради и да се прави, но за такво нешто веројатно се потребни силни инвестиции, големи инвестиции. Од друга страна е проблемот кој што веќе го споменавте со планската документација, но инвеститорите постојат и треба само да се лоцираат, ако им ги понудиме овие можности. Еве ги гледаме, дел од нив се и тука меѓу нас денеска. Како до привлекување на тие странски инвеститори со поконкретни чекори за реализација на овие планови што ги зборувате? Токму ако на еден инвеститор му понудите стратегија и се она што ќе се случува во Македонија во туризмот во наредни 10 до 15 години, тој ќе биде доволно уверен за да инвестира. Ние тоа мораме да го имаме. Ние треба да имаме, јас многу пати потенцираме на мамуска стратегија во туризмот, која што треба да не однесе во 20 години напред што треба да имаме, а таа да биде подкрепена со 5-годишни и пократки стратегии. Ако ние секоја година скокаме по 20 на 15% во туризмот, генерираме повеќе девизен прилив секоја година, нема да биде рамнодушен секој добар препознатен бизнисмен и човек инвеститор кој што треба да вложи во Македонија. Ако ние му ја кажеме развојната приказна за Преспа во наредните 20 години, тој ќе се осмели да вложи одредени средства, бидејќи ќе знае дека тоа ќе доведе до нешто кое што и него ќе му одговара. Се она што се случува во економијата и во туризмот, кој што туризмот според мене е гранка која што допрва ќе треба да има ефект во македонската економија, ќе биде доволна провокација за тие да инвестираат не само во Охрид, не само во градот Скопје, туку и во центри како што е Преспа.
токму сите овие можности кои ќе се соберат од една страна и она што требаме ние да го направиме од друга страна, ќе видиме дека многу малце треба да се направи, но тоа да биде добро смислено, со стратегиски одредено и опишано во чекори, за тој да биде доволно сигурен дека ние тоа ќе го спроведеме и направиме. Нечовски имавме примери овде во Преспа каде што инвеститори си заминаа на речиси готови проекти, але ќе ги споменам од порано, тоа беа португалците од таква пура, па сепак заради овие можеби проблеми од административен карактер, можеби и од други, ги нема веќе. Мислите ли сега има капацитет да ги вратиме назад? Може би не тие, некои туку оние што може да инвестираат. Да. Јас мислам дека навистина има многу заинтересирани. Ние знаеме, сме имале прилика да разговараме со неколку такви личности кои се навистина се заинтересирани за инвестиција во Преспа, меѓутоа сите се држат на една дестинација, сега на една дистанса, затоа што нормално ги дискутиравме проблемите, сите се ги знаат. Меѓутоа, во иднина се надевам дека ќе има повеќе. Претпоставувам дека отварањето на вратите на НАТО, ајде сега малку и едно политичко прашање, меѓутоа ќе ги отвори очите на инвеститорите кои се повеќе може да ја лоцираат Македонија на таа инвестициска мапа, но повторно без решавање на внатрешните проблеми би било попусто. Точно. Од страна на сигурност на инвестициите, да. Меѓутоа, од друга страна, рековме дека сепак треба да се решат многу проблеми пред да очекуваме некои поголеми инвестиции. Да. Приватниот сектор мора да се најде математиката. Приватниот сектор треба да инвестира, да се соочи со сите проблематики на терено што е, а при тоа да вработи луѓе и на тие луѓе да обезбеди целогодишна приходи. Значи, тоа не е мала работа. А си заминуваат младите. Ние имаме тука ситуација каде од Преспанскиот регион наместо луѓето да работат во овој регион, заминуваат во Битола, во Кромбер, Шубер да работат. И автоматски таа работна рака, што некаква рака тука постои да речеме на работа, заминува затоа што нема кој да пружи услови за работа. Потребно е силна таа спрега меѓу државата и општината на делот на сите овие недостатоци, со цел да се поттикнат сите инвестиции, како што каже и господинот, али плански, каде што на инвеститорот ќе му се дај точност и сигурност дека некои работи добиваат своја динамика за да може тој да инвестира, за да може да се градат нови потенцијали. Значи, ние овде имаме недостиг на потенцијали, овде треба да има неколку илјади сместувачки капацитети, за да може па да се понуди нешто со кое што ќе можеме ние да утре да застанеме. Како можеме да направиме ние понуда, каде што не можеме па да сместиме 100 луѓе. Ево да речеме 2 автобуси. Што понуда е таа? Тој не е никаква понуда. Значи ние ги имаме реалните проблеми па на терен, а приватникот се бори. Ние тоа добро го знаеме. А да одржиш континуитет на квалитет. Како што кажуваме самите, платата треба да ја подигнеме, наместо толку да биде 18, 20, 22 и така натаму. А како ќе направиме тоа ако имаме ние 3 месеци сезона, 8 месеци не знаеме кај е крајот? Значи тоа е длабока е проблематиката. За да може тој инвеститор да направи силен зафат, му е потребна помош и поддршка да одржи континуитет во работењето, да ги плати вработените, да ги стимулира вработените, да ги развива и да прави едукација, за да може да се одржи континуитет и на квалитет, и на квантитет, и на едно и на друго. Знаете, добро, сакам да ги прашам сакам да ги прашам и вас како инвеститор и Бекири и Нечовска. Постојат веројатно и нешта кои што не се поврзани само со документација. Постојат работи и програми кои што може да се понудат, кои што не се поврзани со државните, па дури ниту со локалните власти. Каков е ајде предприемачкиот дух тука на луѓето, на посетните бизнисмени, на оние што имаат некој ресторан, хотел, што имаат куќа на сред село која што може да биде искористена за еден таков туризам? Бекири? Тие се веќе користени. Така работиме ние сега во овие моменти.
Значи ги искористуваме селскиот туризам, сместувачките капацитети по селава околу, што се, значи, како што рековме, сме далеку од градот. Сите тие ресурси ги користиме во моментот, што е можно да се користа, значи, во Преспа до максимум. Него, за да привлечиме инвеститори, треба да ги надминиме овие проблеми, значи, сите треба да му дајме некоја сигурност за да инвестират. Значи, имат странци што се заинтересирани да инвестират, него Не, добро, сакав да кажам дали и малите инвеститори, еве условно речено како ние што сме тука, кои што работат вако, не ги препознаваат доволно сите можности што можат да ги понудат, не работат на собствена промоција доволно. Нечоска? Да, и тоа е фактор за Преспа. Преспа е, ќе речам, Мислам, проблематичен се регион. преферли проблемот на некој друг. Точно. Ајде да го видиме малку внатре како тоа изгледа. Фалат и тие работи. Значи, секој може индивидуално да направи нешто што ќе придонесе во целокупниот развој. Ние сме фамилија, еве, тука сме тројца и мислам дека ние самите покушавме и го донесовме, го вративме името на Преспа, на Отешево, назад на картата на Македонија и во Преспа. Меѓутоа, такви треба да има уште многу. Во Преспа и фалат многу туристички водичи, туристички агенции. Значи, има, можам да набројам 10 или повеќе работи што можат индивидуалци да ги направат, меѓутоа не ги прават. Од која причина не знам. Добро, меѓутоа Знаете како овај регион 80-те години рековме дека имаше силна експанзија. Значи тука приватниот сектор не беше тој што го носеше иницијативите во делот на развојот. Автоматски нештата беа генерирани од државните институции. Постојаа многу летувалишта, многу работнички одморалишта, постојаа феријално, постоеше детски овој хотел како се викаше, што го затворија за дечина во Преспа. Так, имаше, да. Значи толку имаше голем потенцијал и капацитет на сместување и содржини и Преспата живееше. Но се случија неколку работи. Се случи еколошка проблематика. Езерото се повлече. Целиот овој, како да речем, сите плажи скоро, да речем, се забарикадираа од трската. Доаѓа генерална проблематика, автоматски немаш плажа да можеш да понудиш и нешто тие луѓе што се бореа па на терен. Значи имаме еколошка проблематика. Покрај промената на, значи, со државата, со институциите, со и така натаму. Значи овој регион, не сакам да кажам да се свали вината, да речем, на државата, меѓутоа факт е дека државата со своите иницијативи ги носеше во сите други правци кои што беа, како Охридскиот регион, Скопскиот регион, Гевгелискиот регион, Штипскиот и така натаму. За жал овој регион остана некако негивнат. Не се направи стратегија или немаше доволно лоби, да речем, кој што новиот регион ќе им поставеше максимално внимание или паралелно внимание како и останатите. Последните години што се направи таа патеката меѓу Сливница, Крани и овој претор Крани, даде позитивни резултати. Да. Двете плажи што се направија вратија малце една нова слика па за Преспата. Значи, кога државата ќе глај рака, друга е ситуација. Значи, ќе излезе од апатијата и локалното население во кое што е влезена, сака да кажем. Сега, овие ситуации кои што се почнати, сега треба само да се доработат, доразвијат, да се доутврдат недостатоците на овој терен, да се максимално потенцираат слабостите на овој регион и да се стимулираат приватните инвеститори со одредени субвенции да можат тие да развиваат, да градат нови капацитети, али паралелно поврзано со државните институции. Бидејќи приватниот инвеститор нема сигурност при оваа ситуација воопшто да инвестира. Ево, ние сме еден пример, ќе кажам. Ние од Битола, Хотел Капри, своето работење, веќе 5-та година работиме на овој регион. Зошто? Затоа што имаме надеж и веруваме дека овде постои потенцијал. Значи, приватниот инвеститор не е затворен, ја има својата идеја, но е потребна таа поддршка. Треба да се гради доверба. Да, бидејќи според мене е довербата изгубена. И сега има одредени субвенции кои што се даваат за реновирање на куќи во рурални делови на Македонија. Јас контактирав пред неколку дена со колегите од економија
во последните 3 години дури нема 5 до 6 апликации за тоа. Затоа што можеби и тие не го знаат, но можеби луѓето не веруваат во тоа што треба да биде направено и дека тие средства ќе им бидат дадени нив и тие наменски ќе можат да ги искористат. Едноставно велат, ако јас ќе ги искористам тие средства, прво и основно ќе ми дојде мене инспекција и ќе ме затвори. Значи тие се основните работи од кои што можеби треба да го смениме, да ја смениме довербата, да градиме доверба едни во други, дека веруваме и треба да веруваме во тоа што треба да го направиме заедно. Предпоставувам погласни треба да бидат сите и бизнис заедницата и ние како представници на владата, да. На владата и коморите заедно да градиме нешто, бидејќи Преспа има една шанса, затоа што не е како останатите делови на Македонија. Говориме дека ако во Охрид се борат за место повеќе во хотелиерството, ако веќе се тоа е пополнето она што треба да се пополни, Преспа може да има еден равноправен и равномерен развој со одржливост во туризмот кој што ќе биде пример. Како тоа треба да се направи? Ако велиме дека имаме некои одредени ефекти и тоа дало одредени ефекти, ќе направиме уште нешто повеќе за тоа да го задржи туристот да остане тука, да биде влюбен во она што го имаме, но и да има доволна содржина каде да прочита навечер, што може да направи, а од утрина да стане и да ги искористи сите овие благодети, а никој да не му смета. Нечовска, ми кажавте дека вие имавте и гости и од Италија овие денови и искуството на странците секогаш кога ќе дојдат е дека би се вратиле Феноменално, повторно. значи Преспа е феноменална. Тоа значи дека е потребна поголема промоција. Еве, ова искуство тоа го кажува. Да. Дури ми споменавте дека барали плацеви каде би можеле да купат за утре да си направат своја, не знам, викендица или нешто Точно. што... Во овие 5 години работење, значи не сум сретнала ни еден странски гостин што на кој не им се бендисала природата, местото, местоположбата, значи се феноменално, се е феноменално. Потенцијалот е огромен на Преспа, меѓутоа треба повеќе промоција, треба, како што ги дискутиравме работите, значи има уште многу работа за Преспа да дојде на едно равноправно место со Охрид и со другите дестинации. Предпоставувам дека сега Преспа не се ни нуди толку на странските, бидејќи нема каде да ги донесеме. Точно. Ако ние веќе и сега во нашите брошури, каталози, веб страни, интернет промоции ја промовираме Преспа. Тоа што го имаме, ние го промовираме и знаеме дека човекот не може да се задржи повеќе во Преспа, но ние тоа не треба да го игнорираме како факт, туку треба да го нудиме она што не е допрено во Македонија. Ако ние во изминатите неколку години Македонија ја промовиравме како неоткриена туристичка дестинација, следното лого ни е Македонија нека биде вашата следна дестинација. Со тоа значиме дека и се она што ќе биде ново во Преспа, и се она што заедно ќе го градиме, ние активно ќе го промовираме не само во Преспа, туку се она што треба Македонија можеби да биде. Иднината на Македонија е во алтернативните форми на туризам. Не во масивните форми на туризам, затоа што масивните форми на туризам повеќе и повеќе имаат негативен импакт на дестинациите. Велиме дека ако Охрид живее 50 дена во текот на годината, зошто Македонија да не биде дестинација за 4 сезони? Толку она што е потребно на Македонија. Македонија ги има сите услови за тоа, а секако и дека Преспа ги има. Ако ние успеавме Крушево да го направиме како дестинација која што е рај за параглайдерство и за змајарство, и во текот на следната година очекуваме да имаме 100.000 ноќевања нешто повеќе. Зошто тоа да не го направиме во Преспа, во некои одредени форми во кои што таа ќе биде препознатливо. А Крушево колку легла има? Околу 1500. Значи слично како Преспа. Како Преспа, но оваа година токму и агенцијата вложи во поставување на вештачка трева кога е во прашање по летиштето на Мечкин камен, го направивме по сите европски и светски услови и предуслови за одржување на тие купови. Тоа не значи дека следната година заедно со општината Ресен, со комората, нема да вложуваме во некој заеднички проект за да подобриме нешто, за да направиме некоја нова атракција, за да обележиме планинарски патеки, велосипедски патеки. Нешто што ќе ги задржи луѓето во текот на година, за да видат и самите инвеститори, да видат и малостопанствениците и луѓето од Преспа дека може да се живее пристојно од туризмот, но не само во 15, 30, 45 или неколку месеци, туку тоа може да биде во текот на целата година. Вие до сега сте имале средба со градоначалникот на... Се уште не. Јас се надевам дека во текот на овој месец ќе имаме. Јас ќе побарам прием. А како ги лоциравте вашите приоритети при овие посети низ Македонија? Според статистиките,
И велиме дека веќе бевме во неколку општини, во 20 општини во Македонија, во источниот дел на Македонија, во централниот. Почнавме да се обраќаме, да имаме презентации пред регионите, планските региони во Република Македонија. Не можеме секаде да стигнеме во овие 4 месеци од кога сум наименуван како директор, но сегментот е дека следните ќе не бидат општините во кои што директно ќе можеме да влијаеме во текот на оваа и на следната година. Тоа значи дека ќе понудиме одредени можности за соработка, одредени проекти. Тоа веќе го направивме со Охрид, тоа веќе го направивме со Струга, веќе го направивме со Штип и останати општини Гевгелија, тука наред ни е и Преспа и општината Ресен, за да помогнеме за следната година да додадеме уште една атракција која што ќе биде препознатлива Преспа. Од аспект на комора, колку вие како бизнисмени во комората сте сложни во промоцијата на новите форми на туризам, кои не би се подведувале само под тоа ајде да одиме во Охрид и во Струга? Колку сме сложни? Нормално, во делот на комората има како да речам деловни единици кои што си имаат различни интереси. Нормално дека се водат од различни позиции, но сепак постои некоја генерална основи на кои што се работат стратегиите. И во овој контекст, например, стратегијата што се изработуваше и што се уште не е усвоена, мислам, не е усвоена на ниво на влада од швајцарската агенција. Тоа е стратегија за туризам. Туризам. И гостителство. Повеќе годишна? Да, 2016-2021, ако не се лажам, и во таа рамка е... Малце касни стратегијата од 2 години, од наназад, значи не е од... Да, не е 2016. Така да... Но и ќе треба нова да се прави, добро? Но и корисно и ова што го имаме да го искористиме време за имплементирање на точно така. Но тоа што треба. сепак онапреки што спомнавме, значи сите стратегии што се работат, кога ќе стигнеме на темата Преспа, се различни и паѓаат во водена сметка на Преспа. Преспата буквално бара еден силен сеопфатен третман за да може да излезе и да се крени да добие, како што кажа собственичката на леко, значи рамноправен третман на ниво во Република Македонија. Но што е многу важно, да го подигне бројот на ноќевања и да влијае во таа статистичка евиденција која што се работи на ниво на бруто број на ноќевања и бруто импакт во делот на касата. Затоа што ако овој дел се развие со неколку илјади сместувачки капацитети, тоа не е проблем да подигнат одредени проценти во делот на вкупниот импакт на ниво на Република Македонија. А капацитети има? А можности има? Потенцијалите се страшно големи. Тука е фокус. Нечовска Бекири, вака кога слушаме, кога ќе ги доведеме сите овие моменти во една корелација, излегува дека Преспа е како несакано дете за државата и некако оставено на страна. Ќе се согласите или претешка е оценката? Не, јас мислам дека така е. Затоа што во сите овие години не видовме ништо што би кажало поинаку. Значи не се инвестира, не се обновува, нема маркетинг за Преспа, значи воопшто не се спомнува Преспа. Бекири, како да не биде слепо црево Преспа? Па се надеваме. Или сега со отворањето на преминот ќе се отвори еден коридор? Да, кој што се зборува за преминот, Преспани мислам дека се во очекување, значи имат надеж со отворањето на граница, дека ќе мрне малку од место работава. И очекуваме да и со влегувањето на НАТО, со овие промени сега кои што рековте, се надеваме дека нешто ќе тргне. Јаневски, и за вас истото прашање, иако не би се кажавте. Не би се сложил. Одличен аспект или од... И одличен, бидејќи тоа ми е вокација туризмот, но и од сегмент затоа што на Преспа и се дава некоја друга шанса. Но ако вие не успеете да ја убедите владата и министрите дека Преспа е таа заспана убавица која што ако не ја разбудите, може би веќе и да не се разбуди, тогаш вашите зборови ќе бидат само едни убави зборови кои пролетале во отворено. Да, но ако ги разбудиме луѓето кои што работат со инвестиции, ако ги разбудиме можностите на локалното население и општините за да генерираат повеќе средства од европските фондови и од меѓуграничната соработка, тогаш и на локално ниво можат многу работи да се направат. Што би значило тоа? Ако отпочнеме од оздола нагоре,
И ако ги почнеме работите да се движат и да се градат токму од туристичкиот сектор, од општината, од регионот кон владата и кон нас, тоа е било вистинскиот одржливиот начин како Преспа да разбудиме. И тогаш ќе сакаме сите да го покажеме примерот на Преспа. Може би јас сум непоправлив оптимиста кога е во прашање овој сегмент на мојата работа, но јас верувам. Верувам во луѓето, верувам во тоа што можеме да направиме, а еден чекор нанапред ќе биде и отварањето на граничниот премин, на кој што веќе флуктуацијата на луѓето ќе биде многу поголема. Тогаш понудата и побарувачката ќе си го каже своето. Она што треба да се понуди, она што треба да се бара од страна на туристите. Па тогаш ќе почнеме чекор со чекор да ги градиме работите. Можеби најтешкиот начин е обиди и грешка, но тоа ќе не научи како можеби да со одредени примери како можеме понатаму да работиме. Ако се водиме по примерот на останатите погранични дестинации, тоа значи дека во Ресен ќе треба да има многу повеќе стоматолошки ординации и казино. Искрено, ако тоа доведе до ефект, медицинскиот туризам, Преспа треба да биде препознатлива по тоа. Една од работите кои што сме препознатливи и кои што можеби и ние не ги знаеме, токму тоа. Ако велиме дека Преспа е добра за за туристите од Израел, тогаш ќе биде истата добри за туристите од Грција, за туристите од Турција, за туристите од Полска или останатите земји. Ако самата се мапира и ако се постави на таквиот елемент во тој сегмент на туризмот, зошто да не? Но лично, ако ме прашувате мене, само тоа треба да биде дел во бисерниот гердан што може да понуди Преспа како дестинација. Кажавме дека немаме доволен број на чамци, така кажавме дека немаме доволен број на едукација кај луѓето. Јас може да кажам дека немаме доволно водичи за екотуризам, за планински тури. Немаме доволно водичи за велосипедисти, доволно воопшто туристички водичи во Преспа за да покажат оваа убавина. Почнувајќи од тоа, а тоа треба да биде основа, мораме да ги градиме останатите работи. Тука би сакал да ги повикам поентите на вечерашната емисија, па се враќаме уште малку со разговорот. Да мораме да направиме нови содржини, нови капацитети, стандарди за тие туристи. Значи, повторно се поврзува со организиран настан како да се изградат нови објекти, а повторно е тоа врзано со таа битна стратегија што треба државата да клаи целосна рака на овој регион. Треба да направиме нов модел за субвенционирање кој што ќе биде повеќе кон туристичките работници во земјата. Односно, тоа што треба да ги стимулира туроператорите од светот да вложуваат во Македонија. Да не ни одат парите надвор, туку истите да бидат вратени назад. Главниот проблем, значи, нема урбанистички план и не тие сместувачки капацитети што ни фалат нас, значи немаме инвеститори затоа што никој не инвестира на туѓо нешто, значи бара документи, документација. Во овие 5 години работење, значи не сум сретнала ни еден странски гостин што на кој не им се бендисала природата, местото, местоположбата, значи се феноменално, се феноменално. Потенцијалот е огромен на Преспа, меѓутоа треба повеќе промоција, треба, како што ги дискутиравме работите, значи има уште многу работа за Преспа да дојде на едно равноправно место со Охрид и со другите дестинации. Во Преспа денеска е дождлив ден. Дискутантите тука продолживме да дебатираме на темата што понатаму и како да се направи. По истиот разлог, како еден генерален заклучок на сето ова што го дебатиравме. Има ли иднина за Преспа и дали сте оптимист во тоа? Преспа има прекрасна иднина. Ние од Битола не би дошле тука. Значи Капри го веќе 5-та година кај што стопанисува со делот на автокампот или тувалиште до Крани. Значи ако нема иднина, ние нема да бидеме тука. Оптимисти сме и веруваме дека со новите ситуации и промените што настануваат, затоа што овде веќе има карактеристична промена во делот со Грција, ќе го отворат протокот на луѓе. Силно ги поттикнувам државните институции да во корелација со општинските институции да направат, како да кажам, поттикнување и решавање на оние клучни основни проблематики, тоа е планска документација и инфраструктура, со кој што со една добра стратегија на субвенционирање поддршка на инвеститорите би го поттикнале делот на развојот на туризмот и би га динамизирале
Преспата како што беше назад во 80-тите години. Јас верувам дека тоа може да се случи. Енергијата сега како што доаѓа е се различна, поразлична него назад во претходните години и сум реален оптимист дека ова нештото може да... Јаневски, иако делува малку преносталгично кога ќе речеме Преспа да се врати во 80-тите години, во време кога сите сакаат да гледаат напред, но ова наше напред е со поглед назад. Знаете, мора понекогаш и да се свртиме и да видиме што е она што не мотивирало наназад за да продолжиме нанапред. Би рекол дека сите предуслови кога е во прашање туризмот Преспа ги има. Само треба да ги најдеме во себе за да ги подигнеме, да се разбудиме малце повеќе од можеби некоја привидна подзаспаност и да продолжиме понатаму. Ако тоа ни е добар пример, што побрзо треба да го смениме тој јас и да стигнеме до тој капацитет за да можеме да градиме нешто повеќе. Тоа е сигнал дека нешто функционирало и може да функционира и сега и утре ако знаеме како да го насочиме. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и јас како првиот човек не силно верува дека не само Преспа, туку и Македонија може многу повеќе да даде во туризмот, бидејќи ние мислам според сега, според некои наши статистики сме околу 3% од БДП. Светскиот вели дека можеме да стигнеме до 10. Имаме доста да работиме, имаме можности да развиваме и имаме предуслови Македонија токму да биде уште повеќе на балканската и европската мапа, кога е во прашање туризмот, да биде светол пример, како можеме и наназад, но во еден одржливи елемент на туризмот. Субвенционирањето да биде што помалце, но да биде насочено и добро направено, а да има стимул директно туристичкиот сектор во Република Македонија. Мислам дека заедно сите можеме да градиме светла иднина за Преспа, но и воопшто светла иднина за Македонија преку туризмот. Бекири, продолжувам со вас, па ќе завршиме со домаќинка. Мислам дека Преспа ќе успеем, мора да успее. Значи, ја имам надеж дека ние, туристичките работници што сме Преспа во соработка со општината, со државните институции, дека ќе успееме и мора да успееме. Значи, мора да се разбудиме, да работиме по упорно на тој сектор и мислам дека ќе успееме. Благодарам. Нежевска. Првин да ви се заблагодарам што не избравте да бидеме домаќини на оваа програма. Исто и јас се надевам дека Преспа има огромни потенцијали. Ги видовме потенцијалите, затоа сме и ние тука. И се надевам дека со помош на општината, на владата, на туристичката комора или агенција, дека сите заеднички ќе работиме за да се подобри иднината на Преспа. Да, тука е крајот на вечерашната емисија и ние се надеваме дека енергиите што делегациите на двете земји ги пренесоа тука од овој објект на Преспанското езеро ќе се преточат и во една содржина која што понатаму Преспа нема да биде само едно слепо црево во овој туристички амбиент на Македонија, туку напротив ќе си го добие заслуженото место. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте мои гости овде во Преспа и почитувани гледачи, останете со програмите на Телевизија 24.